Здруженијето на бизнис жени на Македонија со седиште во Скопје и Здруженијето за развој и интеграција на млади роми и ромки преродба од Кичево денеска во рамките на проектот Економска инклузија на младите ромки во општина Кичево ја организираа втората работна фокус група. Заедничкиот проект на двете организации, финансиран од Европската Унија преку ИПА, Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014, активно го спроведуваат во рамките на носечкиот проект Заедно за успех, млади предприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи. Она кое што сакаме да го постигнеме е да имаме инклузивност на младите ромки во процесот на вработување, а уште повеќе во процесот на самовработување. Зошто тоа го работиме? Затоа што сметаме дека жените како еден дел од општеството се недоволно застапени во предприемништвото, а сметаме дека треба малце повеќе да се работи, особено треба да се работи со групите како што се младите, и затоа ние ја одбравме таргет групата младите ромки. Ова е втора фокус група во рамки на проектот на која учествуваа представници од повеќе институции, општина Кичево, локалните центри за развој на заедницата, представници од Агенцијата за вработување на Република Македонија, регионалната стопанска комора, како и представници од локалните граѓански организации и здруженија кои работат на темата родови прашања, меѓуетнички односи, економско јакнење на жената, женско предприемништво или општо предприемништво и економија. Овој проект има значаен карактер, социјалната економска инклузија на младите роми и ромки, затоа што се надеваме дека во наредниот период ќе има зголемено вработување и само вработување во приватниот сектор кај работодавците, а воедно и самите да се вработат, да се отворат самите работно место младите роми и ромки. Проектот ќе трае неколку месеци, при што целта е да се направи спој помеѓу државните институции, приватниот сектор и младите ромки од Кичево за вработување или самовработување.